за полициските службеници синоќа приведени. Така. Може ли да ни објасните што беше тоа што обвинителството ми треба 3 месеци за да осмати за нив тие биле таму биле за таа вечер ангажирани и постапувале? Што е тоа што синоќа го дознавте, а не на 17 март, на 18 март, кога ги приведувавте и осомничувавте и сите предходни од предходните години? Како за нив имаше Зошто овие актуелните најтешки се за обвинување? Не го дознавме синоќа. Се водеше предистражна постапка во координација со МВР, со тоа што, откако се обезбедија докази, се поднесе кривична пријава од страна на МВР и против овие лица. МВР беше во координација со јавниот обвинител за организиран криминал, кој што издаваше наредби, дел од лицата беа и сослушувани претходно, така да не е ова сега што ние сме дознали, туку сега прибравме докази со тоа што и дел од доказите кои тимот на обвинители ги прибра во оваа постапка се даваат како докази и во постапката за полициските службеници. Ми добивте ли те класифицираните документи поврзани со акцијата? Значи, во однос на ова, сите што е потребно ги прибавивме, меѓутоа во однос на другиот дел, за полициските службеници, таму имат 14 и денеска плюс, или 15, не се и денеска плюс 13, се води истрага. Обвинител, имајќи го предвид дека рековте дека сте чекале од МВР да ги прибави доказите, да ги обезбеди за делувањето на полициските службеници, дали можеби имаше некакви одложувања, почиње на целата постапка од страна на Министерството за внатрешни работи, затоа што 3 месеци се премногу. Вие 90% од овие против кои што и поднесуваат обвинени и беа дел од постапката, беа обвинети во првите некои. 3 месеци не са предолго, 3 месеци са дури и малку, имајќи предвид сложеноста на предметот, надлежностите на сите евентуални тогаш сторители, со тоа што само откако ќе се соберат докази, ви кажавме дека и во текот на дававме соопштенија, сослушани се помалку од 400 сведоци оштетени, кои што дадоа релевантни докази и врз основа на целокупните докази што овој обвинителски тим ги прибра, заедно со доказите кои што ги има јавното обвинителство за организиран криминал, МВР има поднесено кривична пријава против овие 13 полициски службеници. Значи, истрагата е навистина брза и ефикасна и никој не може да ни забележи дека истрагата се одоговлекува. До сега, никогаш, ама никогаш немало за околу краток рок истрага против околу голем број на лица. Обвинителя никогаш не сте замислела о поднесување кривични пријави стриктно од МВР. Никогаш и вие сте обвинителството давало нас. Значи, вака. Прашам, во што се разликуваат, зашто се различени првата тура, веднаш после пожарот тие поранешните 7 туѓе, и зашто се овие и каде им се разликуваат делата, ако може нешто? Вака, ја мислам дека ви соопштив, очигледно може би сте пропуштиле. И првите, и сега се за иста законска одредба. Со тоа што и првите имаа кривична пријава од МВР и сега овие имаат кривична пријава од МВР. Меѓутоа, МВР работи по наредби на јавното обвинителство. Во текот на овој цел период, јавното обвинителство давало наредби на МВР да спроведе одредени активности и да преземе одредени действија. Со тоа што сега дури, а воедно и доказите од ова јавно обвинителство укажуваат на тоа дека истрагата таму треба да се прошири и затоа се приведени и овие 13 полициски службеници. Тие се надлежно со овој окрug. Само момент.
Значи, детали не можеме да ви споделуваме сега во оваа фаза, имајќи предвид дека се уште еве во моментов се сослушува. Само еден, ве молам.